Зашто зборуваме ние за ѓаволска, сатанска стратегија на неверници, на синови човечки, на племиња кои служат свесно на сатаната? За негирање, например, на луѓе кои се христијани од онаа страна на Пирин планина, други луѓе кои се христијани. Нема македонци. Негираш народ. Видите, постоењето, существувањето на народот не е условено од човечка волја. Бог, таткото Исус ги дадоа имињата на народите и териториите. Полуостровот се нарекува македонски. И сега ти имаш сатанска стратегија, цел народ го заробуваш, да вели нема македонци, да вршиш геноцид, да ги бркаш луѓето. И бидејќи не можеш тоа да го докажеш разумски, се случуваат некои состојби. Ти им забрануваш, например, ми изрекува забрана да појдам таму, не сака да слушне. Пораката беше дадена од Господ Исус Христос до председателот на таа земја, која има турски збор, например. На македонскиот јазик се избугари работата, се измеша во етимолошкиот речник. Кој ќе видите на Бугарија, бугарскиот јазик, зборот болгар е турски производ, значи смешавина. И ти си измешан во себе внатре, наместо велиш дека сме еден народ, а не го признаваш македонецот. Имаме уште такви состојби од јужниот сосед и тоа е, значи, цела сатанска стратегија, негирање, нељубов, расшируваш омраза. Знаете, само ја шириш омразата. А претходно, наместо да клекнеш на колена, што е христијански, за жал немате духовни водачи да ви кажат, да се покаете што се ги праќале во затвор македонците, што се ги апселе, што се убивани македонците. Стојан Герасимов ни раскажа дека се убиени 2 момчиња таму во неговото село. Затоа што пееле македонски песни, тој тргнал да бара правда и на крајот доаѓа до Господ Исус Христос. Еден ден кога ќе застанете на суд пред Таткото Небесен, пред Исус и ангелите, и кои ќе ве прашаат дека ви беше кажано, кој има уши да слуша, ќе чуе. Затоа дојдов во Пирин да му пренесам на тој што ве води вас, што сте го избрале. Да ги признаеме македонците, да ги отвориме границите, да живееме како христијани, ајде, како браќа и пријатели, како деца на семишниот татко. Да, сите сме деца на таткото, но има друга категорија, синови на проклетството, сатански синови, ѓаволски синови, пород на змијата. Тоа се тие кои негираат дека постои некој што е запишан во Светото писмо како Македонија и македонците. И така да ми изрекоа забрана, не ме пуштија да одам на прослава на мојот народ, да се радувам. Имаме случаи, не се пуштаат луѓе и на погреб. Уште еден друг народ кој се нарекува христијани ги негира македонците. Тоа е сатанска стратегија, тоа е безверие. Тоа се синови на гревот, синови на проклетството, пород на змијата кои ќе одговараат еден ден. Цели народи воведени во проклетство, охи македонци. Няма македонци, оди објасни му ти сега. Затруен, го научил на лагата. И тоа е тоа, мојот народ гине од незнаење. Се молам за политичарите на македонскиот полуостров, во Македонија, во Бугарија, во Грција, во Албанија, во Србија и насекаде, да не негираат дека постојат македонците. Значи, македонците и израелците се двата сведока кои ќе бидат убиени, ќе воскреснат. Како што гледате, тоа се случува. Тоа се последните што ќе останат. Ние немаме потреба да негираме било кој друг, дека некој не суштествува. И античка Македонија, филозофот Ѓоргија познат, ако го нема тоа што постои, како може да постои тоа што го нема, ако ги нема македонците? Како може да постои грчки македонец, бугарски македонец, славо македонец или илирски македонец? Тоа се постмакедонските идентитети. Видете, тоа што ви недостасува на сите е љубовта Исусова во вашите срца. Дајте, луѓе, крајни времиња се. Наскоро ќе дојде Исус, македонските слави за фатија, и ќе треба да одговарате, а вие што ги водите народите, ги носите. Значи, кога слеп ве води, ќе паднете во јама, да не паднат цели народи во јамата заради тој македонски комплекс кој го наметна сатаната на негирање, делење, убивање,
се разбира, македонците треба да се покајат за Антиох Епифан, кој им го правеше на израелците тоа што денеска нам ни се случи од 2000 години, но треба да за тоа духовен водач кој има мнозинство верници да се покајат. Им забрануваше да се нарекуваат евреи, Антиох Епифан, им го ограби храмот, им го забрануваше еврејскиот јазик, ги тераше да се поклонуваат на идоли, силување, убивање, забрана за идентификација, им ги заплени сите книги, ги ограбуваше храмовите, нешто што се случува до ден денес во Македонија. Јас се покајувам во името на Господ Исус Христос, Татко, прости им, не знаеле што прават. Да даде Таткото Небесен љубовта Исусова да не преплави сите. Македонците суштествуваат, а сите други постмакедонски идентитети кои велат дека не суштествуваат, се фатени во сатанска драма, во сатанска пранга и своите луѓе, својот народ го водат во јама. Слеп ве води во јама и ќе паднете, бидете сигурни, мир вам до Царството Божјо. Македонија е земја на Господ Исус Христос. Тој ја запишал, тој ја именувал, тој ја создал. Бог што составил, што создал, не можете да избришете. Амин. За секогаш Исус, насекаде Исус, во секое срце Исус, во Македонија. Исус ја враќа Македонија во Исусова собственост и на крајот некој ќе треба да ја плати сметката. Она што апостол Павле им го кажа на израелците, крвта ваша, на главите ваши и на децата ваши. Амин.